Нови вртења на стрелката не само за часовниците, туку и за струјомерите. Од вчера сметките за струја се сменија за плюс 200 денари, односно со оваа тарифа ќе се наплаќа пристапот до мрежа. Мрежарината се намалува за 23%. Промена на цените исто има и во блок тарифите. Од првиот блок граѓаните ќе плаќаат помалку од 5,16%. Цената за вториот блок и ефтината тарифа останува иста, а поскапува струјата за корисниците од третиот и од четвртиот блок за 2,88, односно 1,86%. Математички прецизно, од 1 јануари за 5% поевтина цена во првиот блок, а вториот блок и ефтината струја остануваат исти. Дополнително од ефтината дневна тарифа се очекува заштеда од 1000 денари, мерка која најмногу ќе ја користат пензионерите. Енергетските политики и мерки што ги презеде владата предводена од СДСМ во време на пандемија и енергетска криза даваат резултати. Ниски сметки и враќање на дневната ефтина тарифа. Цената за ефтината тарифа останува иста – 4 динари за еден потрошен киловат. Повеќето од анкетираните граѓани сметаат дека оваа одлука е добра, некои пак со став дека периодот од денот со ефтина тарифа не е погоден за сите, затоа што многумина во тој дел од денот се на работа. Добро е, и порано беше од 2 до 4, односно од 14 до 16, а сега ќе биде од 13 до 15, тоа е убава мерка. Добро, за граѓаните е добро. Добро е за пензионерите тоа, домакинки што се. Иначе ти што се на вработени, ќе немат много корист. Па, ако е добро, да. Треба да се намалени. Е добро, как не е за нас е добро. Првиот човек на регулаторната комисија Марко Беслимовски со став за оваа одлука, дека истата е во насока на заштита на стандардот на граѓаните, а и Николовски смета дека граѓаните ќе имаат за 5% поевтина струја во блок А, а од ефтината струја се пресметува и заштеда за пензионерите од околу 1000 денари.